феноменални звезди, извори, енергетски извори, мислам. Се работи за доста снажни извори, низ процеси кои уште не се комплетно објаснети за нив, значи кај нив постојат интензивни електрични и магнетни полиња на пулсарите, како и спинот, или кои ги забрзува честичките до брзина која што е брзина еднаква на светлината. Сега гама зраците кои што излегуваат од нив, значи им овозможуваат на пулсарите им овозможуваат всушност на астрономијата овдека да откријат всушност за што се работи ова. Сега според една верзија, мислам самото ова зрачење, значи на гама зраците започнува на големи височини, значи многу далеку од земјата, додека според еден друг модел, значи емисијата на зрачење започнува од површината на звездата, па се тоа се протега навака, мисламе сега. И така да тие гама зраци што ние таму можеме да ги, мислам овдека што ги детектираме, сега се уште се води полемика, значи дали потекнуваат од самата звезда или се формира на едно одредено растојание од самиот пулсар. Ова телескопов Ферми, значи не може да го открие, мислам, он само ги регистрира тие, меѓутоа не може да го открие дали доаѓаат од почетокот на звездата тоа интензивно зрачење или доаѓа нешто порано. Со тек на времето се откриени доста постари пулсари, така да пулсарот СТА, пример, за него се знае дека е стар некаде околу 10.000 години. Откриен е од екипата на телескопот Ферми, тоа во октомври месец. И за него се знае дека се успорува за една секунда на секој 87.000 години, значи он ќе биде успоруван. А исто така има и откриени си други пулсари, чии ротации се некаде откриени чии имаат ротации некаде од 100 до 1000 пати во секунда, така да и овие сите овие ротации за еден период од 10.000 години на некој начин успоруваат, значи за една, да. Целото ово откритие што го има направено токму овој телескоп Ферми, кој што ето така за еден краток период откри доста голем број на пулсари кои што се наоѓаат на едно поприлично растојание од земјата. Овие пулсари за кои што зборуваш, од какво научно значење се? Па, видете, пулсарите, како преска што реков, настануваат од суперновите. Стално на неколку места може да се сретнале дека ние всушност сме деца на суперновите. Значи, при едно изумирање на една звезда, според Чандрасекаровата граница, која што има од 1,4 до 3,2 сончеви маси, значи сите тие звезди кои што умираат као супернови. Меѓутоа, нивниот достаток е при тоа нивно изумирање на звездата, значи се создаваат сите хемиски елементи кои што се потешки од 26-тиот хемиски елемент, односно до железото, значи од железо до ураниум. Сега, при тоа ни вршат забременување на останативе облаци кои што се формирање за некој живот, така да ако гледаме пулсарите, можда не, меѓутоа самите супернови и такако допринеле до овдека да се појави живот од овдека на земјата или било каде живот што постои во вселената. Иначе кога сме кај пулсарите, да кажем дека се откриени 1966 година случајно од еден ваков телескоп, значи од еден радиотелескоп во Велика Британија, кој што детектира извори на живот некаде во вселената. Сега они тоа не го објавуваат, не го кажуваат, за да не така веста. Во која облик, во која форма е? Они добиваат информации дека добиваат гама зраци некаде од вселената. 1966 во Кембридж, во телескопот. Да појасниме за слушателите што значат гама зраците. Па гама зраците се она дел од распајањето на атомското јадро, значи. Сега што значи дека постои живот? Да, дека некаде нешто постои. Нешто постои што е нешто интелигентно, што може да ете така да нешто произведува некој. Сега они на тој радиотелескоп откриваат на едно место дека доаѓа таков си гама зрак.
И сега они таа вест не ја даваат одма во јавноста, чекаат еден извесен период, па после тоа добиваат уште 2-3 вакви информации и случајно потврдува, да. Одејќи на кај телескопот приметува дека на самиот телескоп јатоот птици имаат направено гнезди, они мислат дека сите овие информации што се добиени се од овие галави кои што се Добро, на која височина е овој телескоп? Не, овој телескоп се наоѓа на земјата. На земјата се наоѓа. Да, он врши снимање оние радиоталаси што доаѓаат од Вселената. Сега после извесен период, за период од 5-6 месеци, откриени се преку 200 до 300 вакви телескопи. Сега после идејќи по трагот на настаните, значи и по на теоријата нели за Биг Бенот се откриваат овие пулсари, односно на нивно интензивно зрачење позадинско што го имаат во Вселената. Ете толку за Ферми. Денеска е 10 мај, значи го ја заокружуваме првата декада на месецот, на петиот месец во годината, а оваа година, како што е познато, оние кои што не следат во континуитет и кои што ја имаат фатено оваа информација, знаате дека оваа 2009 година е прогласена за година на астрономијата, светска година на астрономијата. Во контекст на одбележувањето на таа светска година на астрономијата и Скопското астрономско друштво е носител на неколку собствени проекти во знак на одбележување на оваа година на астрономијата. Таков еден од таквите проекти е и проектот 100 часа астрономија. Па да, оваа година нели е година на астрономијата, значи година кога за прв пат е произведен, да кажем, телескопот и нели кога Галилео Галилеј погледнува за прв пат према месечината и према планетите. Исто така и 400 годишнина од закон Кеплерови, трите Кеплерови закони, нели кои што се основа самата астрономија. Сега во таа чест Скопското астрономско, мислам ова е нели година на астрономијата. И во таа чест Скопското астрономско друштво реши да организира 100 часа астрономија, значи популарни предавања низ Македонија. Сега за таа цел требаше да се одржи првото предавање вчера во Прилеп, меѓутоа за жал поради некои објективни причини ова предавање не се одржи. Предавањата беа поместени за еден извесен за некој нареден период, обично во сабота. Така да за овој период некаде го крајот на школската година до 10 јуни Скопското астрономско друштво планира да ги посети сите поголеми места во Република Македонија, да одржи предавања обично во средношколските центри во овие градови, а исто така и група од десетина астрономи заедно со своите телескопи, значи ќе вршат наблюдување и снимање на небески тела не само од Скопје, него и од останатите градови од Македонија. Значи со цел да се популаризира самата астрономија во Македонија. Сега тука во игра се земени сите големи градови, значи започнувајќи Прилеп, Битола, Охрид, Тетово, Струмица, Куманово и така натака. И сега она што нас као астрономи ни е најважно, можда и најбитно е тоа времето да се погоди за да се извршат овие наблюдување и овие снимање и се надеваме дека се тоа ќе помине така во еден безпрекорен ред, мислам времето дека ќе не послужи и дека ќе можеме да Дали е познат и оној другиот дел, начедниот дел е работа на терен. Меѓутоа имате подвоено, веројатно предполагам, дека постои една програма по која што ќе се извршат и предавање на одредени теми. Познат ли е дали е познат тој содржински индекс? Да, тој содржински индекс е познат, мислам обично се предава за популарни работи од астрономијата, значи започнувајќи од Сонцето, принципот на работа на Сонцето, за звездите, за планетите, нели за сите 8 плюс 1 дека понова што ги нарекуваат, значи и Плутон, за месечината, предавања за месечината, значи движењето на месечината, летот према месечината и слично. Мислам се работи за доста солидна тематика, доста така, која што мислам дека ќе предизвика големо Тоа сега да ве прашам, вие и досега се разбира по други поводи сте заминувале во другите наши градски средини во внатрешноста на Републиката.
Каков е интересот меѓу љубителите на астрономијата? Успевате ли да ги анимирате, да ги привлечите? Дали доаѓаат на договорените средби? Покажуваат ли интерес? Па да, видите, ние на предавањата обично кои што ги одржуваме 2 пати во годината, значи имаме едно пролетно и едно есенско, ја така да ги кажем. Имаме доста посетители, доста слушатели. Искуството е позитивно. Да, искуството е доста позитивно. Дури сме имале луѓе кои што доаѓале и од, да речеме, од Гостивар и од Гевгелија. Значи, кои што едноставно ја сакале астрономијата, студенти кои што, да речеме, дента не отишле дома, не отишле у градот кај што живеат, него... сега, ние работиме на тоа да тоа се повеќе и повеќе го афирмираме. Мисламе сега по таа цел, нормално дека бараме така некоја си помош и од самиот град, да може барем, да речеме, само патните трошкови да не ги плати до градовите, па за да може како ова што го правиме овдека во центарот на Скопје, значи кога ќе ги распостелиме телескопите, па кога наблюдуваме дали било месечина или Марс или Јупитер или било која друга планета, тоа да го правиме и од, да речеме, и од Прилеп, и од Струмица, и од добро Битола има луѓе кои што го прават, мислам и у Охрид дека има, него да речеме и од Штип, и од Кочани, и од било кој град во Македонија. Мислам дека да така ја разбудите мечтата малку и љубопитноста. Да, љубопитноста за тоа што значи Вселена, до каде е границата, како се распострива. Мислам, обично дека ќе се, кога така би почне да се движиме низ Македонија, мислам дека ќе се јави доста голема желба, мислам, кај самите граѓаните према оваа наука. Иако сакам да кажам дека... И кога ќе тргне, кога ќе продолжи оваа акција? Па мислам дека очекувам идната недела веќе да започне. Следната недела да започне оваа акција. Прва дестинација ваша е? Па најверојатно се уште немаме некој распоред, требаше да се оди за Прилеп, требаше вчера да се оди за Прилеп, меѓутоа се откажа, не знам од кои причини.